330.000 така наречени неправилни премини беа регистрирани на границите на Европската Унија во 2022 година, голем пораст од 64% во однос на претходната година, според Frontex, Европската агенција за гранична и крајбрежна стража. Во таа бројка не се вклучени милионите украински бегалци. Сириците, афганистанците и тунижаните заедно сочинуваат речиси половина од нерегуларните премини на мигранти. Имаше голем број мигранти од Египет, Бангладеш и Нигерија. Безбедносната ситуација и економската ситуација во повеќето од тие земји и региони се влошија уште повеќе во текот на минатата година. Западно-балканската рута и централно-медитеранската рута до Италија беа најголемиот дел од нередовните пристигнувања. Италијанската влада усвои низа легислативи за азил овој месец, за кои добротворните организации, како Лекари без граници, велат дека го отежнуваат спасувањето на мигрантите на море и нивното изнесување на брегот. Грција исто така превзема мерки против организациите за спасување мигранти. Политичките ставови се зацврстија со војната во Украина, вели аналитичарот Мартинес. Заедничкиот дискурс во моментот овде во Европа оди нешто како во ред, ние се занимаваме со масовна бегалска криза од нашето соседство. Зошто треба сите конфликти од другите делови на светот да завршат тука? 13 милиони украински бегалци влегоа во Европската Унија од почетокот на руската инвазија. Околу 10 милиони беа регистрирани и од Европа назад во Украина. Гледаме дека нападите врз цивилната инфраструктура се дел од воената стратегија на Русија и досега не резултираа со зголемени одливи. Постои изворена отпорност на украинското општество и економија. Но има потенцијални пресвртни точки каде ситуацијата станува неподнослива за поголемите популации, поради тоа може да видиме зголемување. Украинските бегалци почнуваат дополнително да се интегрираат на пазарот на трудот во Европа, вели Хофман. Првата година за барателите на азил е година на основна ориентација, уредување на основите на животот, место за престој, деца на училиште, здравствена заштита, слични работи. Вистинскиот влез на пазарот на трудот обично започнува во втората и третата година. Во меѓувреме, Европската Унија ја обвинува Белорусија дека спроведува, како што ја нарекува, државно организирана миграција од 2021 година, каде што мигрантите беа охрабрени да ја пробијат границата со Полска. Европската Унија е предпазлива со Русија, која може да ја користи истата тактика. Кремљ го зголеми бројот на летови меѓу одредени земји на Блискиот Исток и Северна Африка, веројатно со намера да предизвика нова криза. Следниот месец треба да се одржи специјален самит, чија цел е да се договори заедничката политика на Европската Унија за миграција. Наблюдувачите велат дека долготрајните поделби меѓу земјите членки ќе значи и малку веројатен напредок.